Клаудија Адеми, фитнес тренер и нутриционист. Дамата, благодарение на чии совети, многу естетни личности од регионот за кратко време успеа да постигнат одлични резултати со килограмите. Денес во студиото на Репортер, моја гостинка, Клаудија, добре дојде. Добро ме најдов. Во најавата кажав, Клаудија Адеми, дамата, благодарение на која многу естетни личности успеа да ги доведат килограмите во ред. Не само познатите личности, туку воопшто. Работиш како нутриционист и како фитнес тренер. Од каде желбата и како почна целата оваа работа? А почнав со фитнес од 16-17 година. И све до ден денеска. Добро, имаше лично ти проблем со килограмите или никогаш не си имала проблем со килограмите, па се реши да почнеш да работиш како нутриционист? Не, со килограмите не сум имала проблем, ама сум била увек особа која сака добро да изгледа. Така. И сака убаво се носи и преферирам да идам у куповина без да треба да пробувам. Да зимам. Да си го знаеш број, зимаш Да. и... А ако не те бенди са дома или ако не ти е добре, предпоставам, го браѓаш. Одма. Така. Што е потребно за да се стане нутриционист? Па треба да имаш као прво волја, ти сам да пробуваш на тебе, Така? затоа што јас работам така, се не знам како работат други. Јас сакам да као прво да е човек здрав Така. и да можам да помогнам со мојата исхрана. Не само да изгледаш добро или да имаш, например, да добиеш мишичи или да имаш дефиниција, да ослабнуваш, да се удебља, затоа што има и луѓе што имаат, например, потешкоча да се деблјат, нели? Не само тие што се дебели сака да ослабнат. Така да имаш и волја да ги доведеш до тоа што ти сакаш стварно да, што они сакаат, како они сакаат да се видат. Значи ти мораш као нутриционист да имаш тој перфил како можеш да ги средиш, нели? Јас, например, кој ќе видам таа особа, ја веќе имам у глава што сакам да направам од таа особа. Сега, прво, ако сакаш да ослабнеш, ќе те ослабна, после идеме на дефиниција да направиме едно перфектно тело, нели? Така, не е само слабењето, предпоставувам и да се одржи тоа во континуитет. Добро, со кои све од јавните личности имаш работено? Предпоставувам дека се многу, ама и во регионот некои позвучни имиња. Знам дека Ана Бекута, Антонија Гиговска од македонските пејачи. Што им препорачуваше за да ослабат? Какво е едно идеално мени? Идеално мени, добро, да имаш све денеска, нели? Да имаш и протеини, и витамини, и хидрати, минерали, све што ти треба денеска да го имаш, затоа што мора да функционишеш, нели? Органите ни тражат. Нели? Мозокот ни тражи, треба да функционираме, значи 24 сата, ти кога трошиш енергија, треба и да ја зимаш од негде. И ако ти се храниш што не ти дава енергија, ти ќе паднеш. Нема одма да паднеш денеска, него након месец-два ти видиш дека тука нешто се дешава и тоа не сме да се деси. Ја мислам дека треба да се има едно, за да се јаде све. Кои се идеалните комбинации? Така, еве, што е тоа све? Што треба да вклучи едно идеално меню? Па јас давам, например, тие што треба да останат или што треба да се држат со килажа. Ја давам сабајле хидрати. После на ужини давам или јогурти или урми, значи суво овошје некое. Така. Или воќе, наравно. После давам за ручок, давам протеин со витамини. И навечер нешто лагано. Веројатно тоа го руши митот дека треба да се избегнува вечерата, меѓутоа во колку часот е идеално според тебе да се јаде навечер и да се заврши тука со... Или нема врска тоа во однос на менито кое што го... Видиш, јас работам на секој 3 сата се јаде, као мало бебе. Значи, ако ти почнуваш со твој доручок у 9, значи имаш 9, у 12, у 3, у 6, у 9. У 9 е задниот оброк, нели? Ти ако стануваш у 12, наравно у 12 имаш задниот оброк. Тоа више не иде. Така. Значи, no go. Ама ја увек викам, ако стануваш рано ќе почнеш со твој доручок. Се тие што стануваат многу рано, у 6, например, и почнуваат да работат од 7, тие од 6 и пол, да кажеме, имат првиот доручок. Тогаш давам 2 доручка. Да е у 6 и пол првиот, у 9 и пол вториот, после имаш ужина у 1 и пол, после имаш ручек у 4 и пол, секој 3 сата, значи го померувам малку, ама да има 2 доручка, затоа што ако стануваш у 6, првиот доручок да почне у 9, а веќе 3 сата и размишлуваш, одаш, енергија трошиш, значи се движиш, а да не јадеш ништо не може. Сакам одма да се јаде
и да почнуваш твојот ден веќе со енергија. Сето тоа го комбинираш, предпоставувам, и со вежбање. Обавезно. Така, значи колку пати во неделата по тебе е идеално да се вежба? Секој ден. Секој ден? По еден Секој час ден, по или? еден, да. Предпоставувам дека и клиентите со кои што работиш покрај режимот на исхрана ги терам. Ги тераш и да вежбаат и дали Да. не идуваш на отпор? Ги терам, ама тоа е најголем проблем. Аха. Кој викаш мораш 5 пати да јадеш, понекогаш е и проблем, ама не толку кога ќе викаш еден сат на ден мора да идеш вежбаш, да вежбаш. И тоа е, они секи слушат, ама након тој разговор со мене, након 40-50 минути кога ја разговараме, ама тоа што ми рече на почетокот дека треба 1 сат, ама само тоа од све што сум ти рекла, само тоа ти останало за мисли. Од 45 минута разговор, Најважното. значи 1 час што треба да идеш. Така. И ја увек викам, кажи фала му на Господ, ја ти покладем 1 час за тебе на ден. Така. Значи ти го нема, сега ја ти го покладем. Добро, вежбите како им ги онлайн им ги пушташ вежбите? Прво е кардиотренинг. Кардиотренинг, така? Така почнуваат. Било што да прават со мене, дали слабува, дали не, дали било што. Кардиотренинг е тоа што давам на секого од нив и да идат на улица или некој парк, значи не мора да биде ни теретана, ако не ичате да иде у теретана, не можам ја да терам нив сега, ти мораш у теретана да идеш, нели? Убаво е у теретана исто, затоа што ако врне, ако паѓа снег, ако ти треба малку и мотивација, ама ако можеш да идеш сам, тогаш музика, патики и на некој парк, тој еден сад да имаш, значи тој кардиотренинг за тебе и не може ништо да ти се деси, нема везе да имаш кондиција или немаш кондиција, дали си 150 кила или дали си 80 кила. Значи не може тука ништо да ти се деси, да паѓаш у несвест или да се повредиш. Јас сега ако кажам, ајде иди у теретана, Бог знае таму што ќе правиш. Така. И после колку време се видливи првите резултати? Од слабењето и од веројатно... Па брзо иде тоа, Брзо ако иде, слушаш така? иде брзо. Да, иде брзо. Након 10 дена ти веќе осекаш, да кажеме након 5 дена осекаш ти нешто да се дешава, нели? Така. А након 10-15 дена веќе ти Така. идеш на 8 до 12 кила е месечно кај мене. Нашата пејачка Антонија Гиговска прилично ослабе благодарение на твоите совети. Се сеќаваш ли колку килограми си на Антонија благодарение 33. на 33? Како одеше процесот со неја? За колку време си на 33? Дури и ние пишувавме и си разговаравме со неја дека е пресреќна сега кога е во нови со... Па ја мислам за 2,5 месеца, 3. Така. За месец и по бева 19, ја мислам дека беше. И после, да, за едно 2,5-3 месеца. Те слушаше ли Антонија или имаше моменти кога и таа не можеше да ја издржи? Она правише нешто добро. Она увек у контакт беше со мене, нели? Так. Ме прашуваше доста затоа што она доста надвор јаде по ресторани. По ресторани, така. И така да увек ме прашуваше, овде има ова, овде нема така. тоа, ама сега ова нема. И она се нервираше за тоа што го нема. И ја ќе кажам, ама земи ова, ама нема тоа. Значи, беше у контакт и тоа е добро, затоа сум и коуч. Така. Значи, прашај ме, немој ти на твојата глава да работиш, као што многи што работат на нихова глава, после викат, ај, кај мене нешто нече. Колку сега, да речеме, е лесно или тешко да ги одржи килограмите и дали повторно има некој начин на исхрана по твоето меню? Антонија сега и дале пази Така. и тренира, тоа е добро. Значи, тој ритам веќе го има у себе, нели? И јас мислам дека нема више да се Нема се здебели, така. Ја мислам дека не. За Ана Бекута сакам да те прашам, мислам. Кажи. Колку килограми ослаби, како одеше со работката? Не се сеќавам за Ана Бекута колку килограми ослаби. И продава веќе 2,5-3 години. 2,5-3 години откако си морам да ги... Ана почна со мене пошто беше малку и здравствено имавме малку тука нешто да средиме, го средивме, фала Богу. И после и ослабна и беше многу задоволна Ана. Беше и со мене на кардиотренинг. Така. Да ја науча малку како треба да се хода. Ама колку килограма тачно не се секам.
не знам, имам све во аршива. Се би требала... Добро, како беше да се соработува со нејзе, колку ги слушаше твоите совети и она дури и неодамна изјави дека се чувствува прилично секси за Не, беше за она годините. исто беше, добро, она е особа многу како е озбилна. Така. Нели, она не е сега некоја дете да денеска да утре не заутре ќе видиме. Она е озбилна жена и куварица добра. Така не знам. Бевме и дома кај не се куваше и спремаше и стварно е топ, тоа не беше топ. Добро, дали и она како Антонија ти се се слушай ова, има ова, нема. Она кој ќе беше на пазар, ки ме се јавеше од пазар. Што да купам од пазар? Да, од пазар. Так. Нашла сам ово, ја могу ово да се може или не може или да, беше исто. Сите се јавуваат кога сакаат. Добро, кој ти бил најголем предизвик за да го ослабеш и да го доведеш во топ форма? Тука има еден од Шпања што игра баскет. Аха. Он не смее више да игра баскет пошто се оперисал, има една операција направена, добил килограми и таму вамо лево десно и него не може да оди и сега он пак игра баскет, ама у количка. Така. Нели? И тоа например нешто што ја сум успела да го дигнам од кревет и да седне сега у таа кажеме у таа како се вика тоа кај нас количката и да игра баскет. Например, тоа е нешто што тоа беше првото што успев. После успев една од анорексија да ја скинам. Една младо девојче со 17 години и има една од Америка исто количка што ја требаше помош. Не можеше да иде у ВЦ. 17 години со супозиторију. Сега више нема супозиторију, се више иде у ВЦ нормалним путем, имаше удес и така она исто у количка заврши. И сега тука од Македонија има едно мало дете, 7 годишно, што имаше интолеранци на сите храни, значи на све што јадеше. И, например, тоа исто е нешто што сега може све да јаде и тоа е нешто убаво, нешто вау. Колкава е радоста на луѓето кои што се соочиле со поголем број на килограми, одеднаш кога на вагата ќе покаже дека се 8 до 12 кила Има некој што мора да стане на вага и да се сивне по 5-6 пати. Не може да поверува. Има и тоа, нели? Убави случаи се тие што има жени што не можат да затворат чизми. Така. И да куповина не може да со години, нели? Тие се на пример некои ствари што не се слушаат секој ден, секојдневно. И ако тоа го слушаш, тоа е убаво. На пример кајшот. Кајшот ми е сега голем, мора направам дупки у кајшот. Так. У авион не сум можела да седнам нормално, ми требало уште еден, значи настоја деца мора да кажеш дај ми уште нешто да можам у авион да го закопчам кајшот. Значи тоа се некои ствари што ти слушаш од нив и тоа е нешто вау. Така. Нели, за мене, за коучот, нели? Така. А за нив е не знам како се чувствуваат они, мислам дека они би скакале, нели? Так. Ама за мене е нешто постигната целта, претпоставувам кога ќе видиш задоволно лице од другата страна. Пред емисијата спомнавме дека се соочуваш многу често со жени кои што имаат проблем во менопаузата и со килограмите, претпоставувам и со прифаќањето на тој дел од нивниот живот. Може ли малку околу тоа да Може, наравно. Многу жени, да не кажеме дека се 100%, а да кажеме дека 96%, мислат дека со менопаузија мора да се дебелат. Тоа е се така. У менопаузија сум, се морам да се дебелам, нели? Така. Често слушам, па почела менопаузија пред 2-3 години, од тогаш јас сум се дебелала. Забавен организмот, претпоставувам дека и тоа е еден од факторите, или? Добро, они така викаат, окей? Сега ја као коуч, нели, идам на тоа, ја те ова се го слушам и да видам што ќе кажат. И сега ги прашувам, може ли да е тоа од тоа што јадеш? Да се дебела? Па после се смеат, вика, па и може. Па нема да каже дека е менопауза, нема ти ја тражиш у нешто. Исто као штитната жезна, па јас сум се здебелила сега. И сум била
trudna, pa sam se debala zato što, pa ti si bila, si go rodila to dete i sve što je. Nakon 8 godina što je svega. Znači ti si bila, si go dorodila i sve nakon 8 godina sve mi dođeš i ja sam bila trudna, pa od toga što imam tije kilogrami. Okej, to je prošlo. Deneska što je? Ne, ti si samo žena od 54 godini što prošla menopauza i to je to. Ama ti dalje si žena, ti dalje si atraktivna. Ti dalje možeš da budeš i seksi. Zašto ne? Кој вика дека не? Така. И колку успеваш во тоа да ги убедиш жените кои што се во менопауза дека треба да ослабат и дека може да бидат атрактивни и секси? Па, и да ги натераш да ги слушаат твоите совети. Од 100% 99. Родена си во Германија, татко ти е од Ѓорче Петров, мајка ти е албанка или не, обратно беше? Обратно беше, така? Да. Како? Еве, твојата животна приказна. Како отидовте во Германија, од Германија се преселивте во Шпанија? Овака, мајка ми отишла со 18 години и татко ми отишла со 18 години. Они се тамо се упознали у Германија, нели? Тамо се заљубили еден од друг и се родивме ја и брат ми. Тамо сум ишла во школа до 20 година бев у Германија. Во Германија? И у 21 отидов за Шпанија. Ја сама. Сама? Сама. Они останали у Германија. Брат ми, мајка ми и татко ми. И така да јас сум отишла таму и таму сум се венчала, таму сум добила керка и таму сум ден денеска у Шпанија. Добро, како е да се живее во Шпанија? Што наследила твојата керка од тебе? Колку неизе и се качуваш на глава да внимава на исхраната? Па, она е исто кој јас, она е малку поинтелигентна да кажеме, она има 5 дипломи завршени, ја имам само 3. Па, добро. Така да она е више од мене, она е исто нутриционист као јас. Браво. И спази. Сака да кува многу е за кујна. Има 20 години. Така? И не прави толку спорт као мајка и, ама се храни добро. И исто не сака сладкиши, исто не иде на тоа. Од малено не. Кога ги споредиш шпанскава кујна и македонскава кујна, Има која доста ти е слични. полесна Има да сличност, има доста. Која е полесна за полесно симнување на килограмите? Која нуди повеќе, да речеме, освен што се слични? Ја мислам дека тоа е од тебе, доаѓа од тебе. Нашата храна е јака. Така. И ниховата исто. Не е тоа нешто да кажеме. Таму има пуно ти пиперки као и тука што ги има. Ми ја правиме граф, они прават ориз. Така. Значи, има тука доста јака храна кај шпанците. Да кажеме дека сварно. Они што има добро, они све на маслиново куват. Све на маслиново. На маслиново. На маслиново, на маслиново, све на маслиново. Они нема друго, ни путери, ни маргарини, тоа не. Они све на маслиново куваат, тоа е добро, што има дони. Ама има добро, има сиеста, што тука нема. Значи, после јадење се спи 1 сат. Што претпоставувам исто така добро за организмот. Ние заборавивме, да. Беше кај нас во времето на комунизмот. Во 3 сат ручекот и после во 4 до 5 сат се тамо кај нив е уште увек, се држи тоа. Се држи тоа. Они се, ја мислам дека се и полабави. Аха, во однос на полабави се. Да. Ова само што сакам да те прашам пред крај. Спомна во разговорот дека си била родена со тумор? Да, значи со 4 седмици ме оперисале. Не знаева што е, затоа што кога бебе поврекаш и не знаева што е. И рекол дека е нормално дека бебе треба да поврати, нели? И така да мајка ми кога ме однесе да видат што е, како е, има тумор на тоа кај што се храниме, не знам како се вика тоа кај нас. Да. И тука беше тој тумор и тука го извадиле тогаш. Среќа бенигнен предпоставувам. Некои студенти, Бог зна. И така да 3 месеца сум била во болница и од тога ја идам секоја година на прегледи. Така го контролираш со ден денес тоа. Така. Речи уште малку за крај, остануваш во Македонија. Имаш некоја посебна мисија, слабееш, освен ова дете за кое што ми зборуваше? Имаш тука пријатели, роднини, со кого се гледаш, каде излегуваш, со кого се дружиш кога си тука? Да, се дружам со многу луѓе.
se družam so familija isto, Така. ima tuka od majka mi, od tatko mi, imam tetovo, imam familija tuka, imam... Одиш во Тетово често? Da, idam i kaj njih, da gi vidam, Така. da gi posetam. Ima dosta familija, koliko sakaš ima. Така. I ponekogаш i se misliš da li sam stvarno familija site tija. Така. Pošto vikad, ja sam ti familija, vikam, kako si familija, ne znam ni, vika da demi, pa site sad demi, ne. Но името кој ти го даде Клаудија и како е да се биде дете од мешан брак? Dobro, a da vidimo ovaka. Sega me fati. На крај морав. Ovaka, znači, ko se rodi u Krefeld, u Germanija. Так. I taka da tatko mi dade ime albansko, Аха. a majka mi otide da go promeni. Што збориш? Da. Zato što tatko mi ne došao da me vidi. Така не знае. Ne došao da me vidi tatko mi i majka mi je otišla odinjati i rekla, znaš što je сега kako ga smijam imeto. I taka da mi dala je Klaudija. A u Tetovo uvek me vikala kako tatko mi dala ime. Ja se vikav Sajde. Ајде, I сајде. Da. I taka tatko mi go dala imeto i mene mi je svejedno kako se vikam. Ja gi sakam dvajcata. Apsolutno. Ama posle toga, naravno, on pošto došao da me vidi, tatko mi i... Добро, твоите заедно се до ден денес, така? Tatko mi počina. Тоа почина добро, меѓутоа останаа заедно Да, покрај да. тоа што мајка ти го променила името. Dobro, това bilo pred 50 godini, ne? Так. Tatko mi je, znam дека me saka mnogo i u nekoj stvari kao što jaz, za mene bile važni, on bil uvek tuka. Имаш Така брат, да. рече, спомна дека имаш брат? Да. Брат има албанско име или Има го албанско. промени мајка ти? Има албанско Така. име, да. Добро, како било кај вас? Како се славеле празниците, да речеме, Велик ден, Бајрам? Двајцата у кујна. А, така. Двајцата у кујна. Било што да е, значи, татко ми uvek pomaga na majka mi. Ako je Božik, na primjer, majka mi u januar obavezno ke slavi Božić, tatko mi za Bajram, obavezno majka mi su nego kujna. Znači, oni uvek bile, ne znam se na kogo zborev za 8. mart, na primjer, tatko mi se koja godina mora da kupi cveke na majka mi. Znači, ja to kao dete pamtam, ne li? Ja od 18 godina sam otišla od doma, ama ja to pamtam neka to uvek bilo tuka, ne se gledalo. Doma se zborilo makedonski. Da, така. Makedonski jazik, zato što tatko mi zna makedonski, majka mi ne znala albanski. Sve razbira. Naravno, stvar kad su nego živio. Naprimjer, ja albanski ne znam da zboram. Samo par nekoj stvari što ne treba ne se kažat. A ona dosta znala, dosta naučila uz nego, ne li? A mi je deca, ja i brat mi, pa ostanavme samo sa makedonski jazik. Na žal. Zato što ja sam stvarno da učam jezike i meni mi odati jezici, ama vidiš. Добро, кога ги спомна оние семени традиции и вредности, колку твоите, да речеме, имале проблем со предрасудите во тоа време, кога се заљубиле еден во друг? Pa ne znam, ne možem ti kažem дека ja ne sum ги čula ni da se karat, da diskutirat. Околината, да речеме. Како? Околината колку влијаева на тоа сакав да те... Не. Тоа веќе не е табу тема, меѓутоа еве зборуваме чисто ради предрасудите како тема. Знаеш што они, као што живееле у Германија, и се дружеле со босанци, со срби, македонци, таму ваму, више била босанци и срби. Така. Што биле тогаш таму у тоа време, нели? И јас не сум приметила ништо. Као некој проблем да е или... Тука кој сум доваѓала, тука сум гледала дека тука има проблеми, ја не знам зашто има проблеми тука. Ама добро, ја мислам дека тоа зависи све од родители исто. Ја кога учам моето дете од малено, дека ти немаш да се дружиш со германци, немаш да се дружиш со енглези. И они така ќе научат, нели? Така ќе одраснат. А кој ја викам, ајде брате, дружи се со кого сакаш, ти сам ќе видиш кој ти е добар, кој не ти е добар. Така јас мислам дека треба да се учат. Сега, ако сака да ме слушат, нека ги учат така. Ако не сака да ме слушат, нека ги учат како што мислат дека е најдобро. Клаудија, ти благодарам за убавиот разговор и ти благодарам што беше гостинка во студиото на Репортер. И ја на вас многу. И пак ќе дојдам. И пак ќе дојдеш. Хвала.